да бидам искрен, многу сум задоволен што дојдовме. Ова е, како што кажа председателот, прв пат организирано. Ние, потомците на старите горичани, тие кои што во 1933 година со солзи во очите, со плач и лелек, со плачките, како што се вели, нарамо, избегаа од Горица, оставајќи ги гробовите и коските на нашите предци овдека, а наша и моја и на сите нас што сме овдека, предпоставувам, најголема чест и задоволство, ние што еве денеска имавме прилика во оваа црква да запалиме свеќа за спас, да речем така, на душите на нашите предедовци во името на нашите татковци и мајки кои што проживеа еден период кој што е изворено тежок и изворено бурен во нивниот живот. Ние со мојот пријател направивме или напишавме, да речем така, една скромна книга во која што го опишавме периодот од завршетокот на втората, односно првата, на Балканските војни или поарно да речам, и од распаѓањето на турската власт, кога се формира државата Албанија и кога започна, да речем така, од тогашните власти еден поголем притисок, особено врз селата и особено врз селото Горица. Под тој притисок нашите дедовци, татковци и мајки избегаа со сила и беа преселени во Косовска Митровица, а потоа се вратија во регионите на Македонија. По тој повод, уште еднаш да речам, им подаруваме по една книга на неколку организации, друштвени и општествени овдека во селото, на селото Горица, на црквата во селото Горица, ќе им подариме една книга и на селото Туминец, затоа што нашите татковци и мајки, кога бегале од овдека, под притисок на албанските власти, цели 40 денови живееле во Туминец. Живееле во најпримитивни можни услови. Затоа што селото Туминец било помало понаселение од селото Горица. Сите тие се сместиле во Туминец, во плевни, во штали, во се друго возможно каде што можело да се склони глава, имајќи предвид дека сепак било месец март, кога тоа било од 14 март да ја завршам мислата до 1 мај, значи 40 дена, кога од Галичица се уште се чувствувале ветровите и снеговите и кога полуголи или да речеме недоволно облечени, да не кажам дали некојаш биле избањати и измиени, луѓето живееле тамо во такви услови невозможни. Токму заради тоа, значи сакаме да им изразиме една голема благодарност и на овие жителите од Туминец. Еве ви благодарам. Благодарам. Добро дојдовте и мило ми е што се сретнаме. Вашата посета по толку години мислам што е милосна и жална. Жална е за минатото, а милост е сега со тоа што видовте денес тука. Јас ви пожелувам здравие на сите и така да се сретнеме пак по втор пат. Благодарам. На новодојдените жители на селото Горица од Мала Преспа, со желба и надеж дека ќе ги почитуваат спомените, гробовите и коските води за нашите прадедовци. Да, уште една има само за него будајме. Вака, на црквата Свети Димитрија, вака напишам: за биењето на нејзината камбана да им даде вечен покој и спас на душите на нашите предци. Добро ни дојдоте, чијесниот нас, горичани, што ва пречекваме тука, во вашето, во родно место, во вашето родно место на предедовците ваши, сведниот чест. Иако во школото ние, вашата историја, тажна историја на горичаните, а учиме поради
великиот писател Стерио Спасе. Многу убаво има описано и може да кажеме за среќа наша и ова книга се учи како во програмата во сите училишта во Албанија. Историјата ваша, а знае цела Албанија. На албански јазик, да знаете, не македонски, на албански јазик. А и за чијес поголемет, што основното училиште во Долна Горица, след го имаме прогласено ние, отпор на горичените. И е точно значајно. Секој пат сте добродојдени тука и ќе ни е чест и милост да греете секој пат мегу нас да видите. Во ово училиште се учат од прво дур до четврто деление. На македонски јазик има еден предмет албански јазик, сам ен предметет албански јазик. А исто така ние си имаме градинка. И понатаму од ово село во Одат, во Долна Горица, исто така имаме убаво училиште и името сигурно го имаме најпубото. Дур до 8 деление. Па отпорот на горичените. Па после децата кои да завршат 8 деление, одат во гимназијата Пустец, одат во Македонија учат во средни училишта, Корча, Тирана, се зависува како и што. До 8 од 5 дур до 8 деление се учат и на албанци и на македонци и англиси сигурно. Нешто да ви подариме и ние, за да може децата што повеќе да вежбаат, да играат, да имаат весело детство. Ви подарувам моја книга, јас сум автор на оваа книга, за директорот, за учителката и за училиштето со сите ученици и една топка исто така поедете. Ама ви многу за сите подароци, за све. Ние чијас со вашите книги, нашата библиотека што имаме во училиштето во Долна Горица, да го збогатиме со книги што кажуваат точно за ово место. Еве што кажува еден постар, сега се Сега паметам малу, старците кога зборвеја, јас бев тога од 6-7 години, и старите зборвеја, горичените избегаја, испотера бего, мали бег. И ојдоа тие во Туминес, кој што кажат и ви, и така вистина е, то го знам. После, од кашојате вие, дојдоа албанци. Некои десна куќи беа Во селото Горица. во селото Горица, дојдоа албанци. Туа седоа тие некоја година, кренаа плячки, амбари што имаше, едно друго све, и што да опе не може да живеат, вода немаше, тие саќа вода. Такво, да кажеме, албанци, други немаше, ние беме 9 цела, ние туа сите македонци, и тие не може да живеат, али како му беше, избегаа. Што идоа тие? И остана селото пусто, 7-3 години пусто, немаше ништо. После, рече, бего мали бег, кој да сака, рече, од Шулин да дојде, значи послабо село, Шулин беше, да и преселам таму во Горица. И некои деснакујки дојдоа тука, деснакујки. Седоа тие од 37 до 45 седеа туа тие. Тие суреци седеа, беа 2 брата или 3 брата беа, работеа и во Шулин и тука, држија брави и туа и во Шулин, значи така работеа работата. Сетне, кога влезе, доби партијата, да речеме партија тога, така беше, партијата доби, и земја имаше во Шулин, народ се стова доста, се множи, и така требаше земјата туа да се работат. И дојдо мене некои 10-15 куќи, се сториме 20, а пак сега се 120 куќи. И почнеме да работаме ние, тука, и Горица во 9 цела беше прва што правиме леп мисер, Демек, и се правеше леп од
тука се правеше во Горица, беше многу убаво. Планината, ова планина туа, име ак да плаше горичените, да плаше старите и вие да плачете. А знаеш како производ имаше туа? Има 50 години како се работа туа, партијата работа ова дрва и што не, и нема притисвање. Нема, да можеш да видиш во 10 години, маказот ќе стане ока. Расти, има за стока да држа горичените, имеа 12.000 овци, ме велеше татко. Секоја куќа имаше улишта, производ беа горичеите. Сирењето, подквасот со каци го прави, вадија на столче и да вјане да земе подквас. Има 500 брави, на куќа имаше Неловци, Велјановци, што зна, Марко Нелю ма пеа песната на Марка Нелја. Кога дојдовте овде, какви беа куќите, какви беа? Куќите беа толку да биде со плет. Претенци. Со плетенци беа. Не осташе, да ви кажам така, не осташе бего да направи со темел. Ако направија куќи со темел, и ќе му речеа горичените се ние сме тука, ние наша е земјата, тој и осташе со плет. Ќе ако бареа овие да баре, ќе му речеше на државата, евајте видите, овде имам земено јас како работници, како да ви речам, аргат имам земено, имам дано поноплетејче, да ми работе земјата. А зеде со туршинот, со сила, така зеде. Со македонско девојче продолжува веселбата.